Со стиховите од Рацин отворена јубилејната 20-та литературна манифестација Илинден. Климатските промени го доведуваат во опасност здравието на луѓето. Собрани 6000 килограми храна во акцијата Нахрани 10.000. Литературно матине за деца во рамки на литературната манифестација Илинден. Со свечено отворање во Домот на култура Илинден синоќа по 20 пат почна литературната манифестација Илинден 2019. Манифестацијата ќе трае до 18 мај, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Оваа манифестација и деновите на книгата во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја, но и надвор од неа. Самото постоење на оваа манифестација веќе 20 години ни дава потврда дека сме на вистинскиот пат во насока на промовирање на современите културни достигнувања и негување на културата и културните вредности преку приближување на пишаниот збор до што поголем број читатели. Задоволни сме што успеавме да изградиме мост меѓу домашните и писателите од странство, при што размената на искуства е драгоцена за сите нас. Но исто така горди сме што токму литературната манифестација Илинден беше место за многу млади автори да ја доживеат својата афирмација, истакна градоначалникот Стојановски. Исто така Стојановски им искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да го стекне реномето што денес го има. Посвеченото отворање на манифестацијата по повод 80 годишнината од излегувањето на 10 словенски јазици беше промовирана стихозбирката Бели мугри од Кочо Рацин. Беседа за авторот и за ова вонсериско ремек дело одржа професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, а стихови од Рацин се читаа на македонски, хрватски, бугарски, чешки и руски јазик. Свеченото отворање на 20-та литературна манифестација Илинден 2019 беше збогатено со настап на Драган Мијалковски, кој со неговите евергрини се погрижи за убавото расположение на присутните. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 18 мај се одржува традиционалниот саем на книгата под мотото Денови на книгата, каде што посетителите можат да најдат богат избор на книги. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на климатските промени 15 мај, Светската здравствена организација предупредува дека глобалното затоплување и екстремните промени во климата представуваат најголема глобална закана по здравието во 21 век, при што стотици милиони луѓе веќе страдале во последните 20 години. Веќе е добро познато дека климатските промени се виновни за многу еколошки, економски и социјални негативни аспекти на глобално ниво. Од масовните миграции поради губење на обработливото земјиште преку поплави и други елементарни непогоди до трајно исчезнување на одредени земјоделски култури и зголемени ризици од пожари. Сепак фактот дека климатските промени представуваат најголема глобална закана на векот по здравието на луѓето е помалку познат. Например, поплавите и бурите не само што предизвикуваат директни повреди, туку тие исто така можат да затворат или срушат болници, да предизвикаат ширење на заразни болести, но и сериозни ментални нарушувања со оглед дека многумина ќе останат без своите домови. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден, еколошкото здружение Екозвон денеска во основните училишта на територија на Газибаба делеше флаери со цел учениците да се запознаат со основните заложби за намалување на климатските промени. Во заложбите се наведува дека климатските промени и уништувањето на животната средина во голема мера се резултат на човечкото однесување и затоа преку нашите индивидуални напори сите
Самите ние можеме да ги намалиме глобалните закани од климатските промени и со тоа да им помогнеме на нашите локални заедници. На индивидуално ниво тоа би подразбирало редуцирано возење со автомобил, за сметка на поширока примена на велосипедот како превозно средство, рециклирање, намалена употреба на тешко разградливи пакувања, купување енергетски ефикасни производи, изолирање на нашите домови, развивање навики за заштеда на електрична и топлинска енергија, чување на зелените површини и други мерки кои ја намалуваат нашата лична стапка на CO2. На поширок план, државите и владите потребно е да преземат сериозни мерки за лимитирање на емисиите на стакленички гасови, регулирање на транспортот, мерки за елиминирање на загадувањето од индустриските капацитети, мерки на енергетска ефикасност на јавни и стамбени објекти, контролирање на масовната урбанизација за сметка на намалување на зелените површини во големите градови, мерки за пошумување, управување со отпадот како и рециклирање. Десетте градови низ државата што се вклучија во акцијата Нахрани 10.000 ја надминаа планираната храна која што сакаа да ја соберат, обезбедувајќи 6 тони храна наменета за социјално загрозени категории лица и семејства. Илјадниците граѓани и десетината компании кои се вклучија во акцијата донираа ориз, граф, сол, шеќер, брашно, тестенини, масло за готвење, грашок, конзервирана риба, супа, бисквити, кетчап, леќа, конзервирано овошје и зеленчук. Како што велат од акцијата, при собирањето на храната помогнале над 200 волонтери од 20 на организации, кои изминатиот период ја пакувале храната во пакети и започнале да ја делат на социјално загрозените граѓани од нивните општини. Акцијата покажа дека хуманноста е силна страна на нашите сограѓани, па затоа се надеваме дека ќе се зголеми нивниот интерес со посебен фокус на компаниите, велат од акцијата Нахрани 10.000. Во рамки на литературната манифестација Илинден, која оваа година се одржува по 20-ти јубилеен пат, денеска беше одржано и литературно матине за деца, на кое најдобрите творби на учениците од основните училишта во општина Илинден и нивните ментори беа наградени со сет книги и статуетки. А литературни читања имаа и голем број поети за деца. Дел од нив ја нагласија потребата од поголемо присуство на писателите за деца во основните училишта. Писателот Васил Мукаитов вели дека е неблагодарно да се каже дека младите и децата не читаат. Вели дека е задоволен од интересот и продажбата на неговите изданија. Каков е вашиот впечаток? Се читали литературата за деца? Па како да ви кажам, ние тој печаток го проверуваме почесто во повеќе училишта, овде во Кадиро јас бев и во други наши училишта разговараме. Имам печаток дека нашите деца читаат и мислам дека оценките се многу престроги ако се рече дека не читаат. Само еден податок да ви кажам. Месечно кај нашиве деца доаѓаат 60.000 исписанија за деца. Тиражот е тоа. 17 години има таа долга традиција која трае. Тоа се изданијата на Детска радост Росица, Другарче, Развигор, Наш свет и Колибри под Нова Македонија. Тоа е доказ дека нашиве деца имаат контакт со литературата. И ќе го имаат. Околу вашето творештво, може ли ни кажете дали се уште активно творите, што е она што можеме следно да го очекуваме? Па, ако лично се тебе да одговорам искрено, творам. Творењето е задоволство. Годините тука не се многу битни, меѓутоа тука е една друга предност. Кој што пишува за деца не остарува. Не станува, не расте долу. Имате ли впечаток дека вашите дела ги читаат децата? Имаат ли омилено? Па да ви кажам да бидеме и скромни и да не бидеме така претерано претенциозни. Јас сега бев пред ден-два на нашиот сајм на книги, имам тамо изданија во Матица Македонска, па едно десетина деца со родителите дојдоа, подпишавме. Тоа е скромно, мислам дека е убаво. Сепак се чита.
Умилениот меѓу децата, писателот Горијан Петревски, вели дека пишувањето книги за деца го одржува весел и млад, а додава и дека го исполнува интересот за неговите книги кои читателската публика го покажува со децении наназад. Па јас сум во постојан контакт со публиката, со читателите и не сум од оние писатели кои се жалат дека децата не читаат и нашите генерации, оние по мене генерациите не читаа сите, па и сега не мораме да очекуваме и не можеме тоа да го очекуваме од читателите сите да не читаат, но по училиштата низ Македонија не постои училиште во кое не сум легол, има деца што читаат и мене тоа ме радува навистина кога ќе застане со читателите, кога се обидуваат да разговараат за она што го прочитале. Сега од моите книги, не знам, може би Марта е веројатно од оние најпопуларните, но и сама, с неговите на Климентина Евин, па Споменка, Исти очи, не знам сега кои книги, зависи читателите се делат некогаш. Некои ми се обраќаат за Исти очи, некои за Марта, за Споменка. И таа комуникација навистина многу придонесува да знаеш што се чита, кои книги читаат, зашто децата се строги критичари. Ако не им се допадне со првата реченица, те оставаат, не те читаат. Што ве мотивира да творите за децата? Дали токму нивната лојалност, нивната желба за читање? Па веројатно со некој свој интимен дел во себе сум останал дете. Сега, од средбата со нив, со читателите, кога те читаат, кога те сакаат, нема потреба да заминуваш од кај нив. Треба нив да ги прераскажуваш, треба нив да ги следиш и се разбира многу да ги почитуваш за да стигнеш до нив, зашто патот до децата не е многу лесен и едноставен. Многу писатели, да речеме, ако не успеат кај возрастните, мислат дека ќе ги освојат децата. Не е погрешно е тоа. Литературата за деца бара целосен автор, посветен автор на таа литература, кој навистина ќе им се обрати со сета своја љубов, со сето свое срце за да те прифатат, а децата тоа го чувствуваат. Горијан ја потсети и најмладата читателска публика дека иако технологијата е добра за комуникација и информирање, книгите се сепак незаменливи. Добар е интернетот, добри се тие мобилни телефони, ако не беа тие компјутери, ние навистина не знам што ќе правевме со објавување на книгите, но нека ги остават малку и компјутерите по настрана и мобилните телефони, нека застанат малку книгата, друго е кога ќе шушкаат листовите, па ако нешто ти се допадне, ќе повратиш назад книгата, ќе набележиш, ќе ставиш некое хартивче на што ти се допаднало, зашто книгата не можеме да речеме дека книгата со векови ако останала и сега ние ќе речеме дека ова време ќе ја збрише. Не, книгата ништо не може да ја збрише, тоа е еден тренд, еден временски период кој можеби малку ќе ја подзанемариме, но книгата е бесмртна и верувам дека ќе трае со векови, како што до сега го поминува својот пат, така ќе продолжи понатаму да тече низ животот на луѓето. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски вели дека секоја година интересот за литературното матине за деца е се поголем. Децата се мотивираат да творат и затоа добиваат поддршка од општината. За време на манифестацијата, општината организира и бесплатен превоз од Порта Македонија до културниот дом во општина Илинден. 20-та литературна манифестација Илинден, која што е јубилејна оваа година, се одржува од 14 до 18 мај. Ние вчера започнавме со свеченото отворање на литературната манифестација, понатаму продолживме со промоција на Бели мугри, која што е во 10 преводи на 10 словенски јазици, и тоа по повод 80 години од издавањето на стихозбирката Бели мугри од Кочо Рацин. Денес со литературното матине за деца продолжуваме, некаде сме во средина на програмата. Имаше настап на 10 македонски истакнати поети за деца и младинци. Задоволство ми е што секоја година учениците им пројавуваат поголем интерес. Тоа е и крајната цел на литературната манифестација, како да ги мотивираме младите да читаат, да бидат поблизу до книгата, меѓутоа и почнуваат и да творат, создаваат како млади поети и неколку од нив веќе имат издадено и собствени книги. Имаме и бесплатен организиран превоз од центарот на градот. Поаѓањата се од пред Порта Македонија
во 18 часот, а во петокот за централниот митинг ќе има и поаѓања и од 17 часот. Нема ценовен шок на цената на горивата. Со изградба на двекатни гаражи ќе се решава сообраќајниот хаос на Клинички. Идентификувани 167 деца на улица, меѓу кои и 18 бебиња. Адеми, децата да се вакцинираат, зашто нема да ги запишуваат во училиште. Мандатот за утврдување на цените на дериватите истече во понеделникот на полнок, кога истече и договорот со ОКТА, според кој функционираше старата методологија за утврдување на цената, што значи дека новите цени на горивата од сега граѓаните ќе ги дознаваат на бензинските пумпи. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека добиле уверување од трговците дека нема да се создаде ценовен шок и ќе се следат цените на светскиот пазар. За да дознаеме дали се подготвува ценовен шок на цените на нафтените деривати, се обративме до бензинските пумпи Лукойл и Окта, од каде што не сакаа да го коментираат начинот на присметка на новите цени, со изговор дека станува збор за внатрешна и тајна методологија. Од Мак Петрол пак велат дека единствено за половина динар зголемена цената на дизелот, кој од сега ќе се продава по 64 динари за литар, додека цените на останатите горива остануваат непроменети. Од вчера бензинот Евросупер БС 95 се продава по цена од 71 динар за литар, Евросупер БС 98 чини 73 динари, Евродизел 64 динари, биодизелот се продава за цена од 65 динари, додека екстралисното масло за домакинство се продава по цена од 54 динари за литар. Цената на горивата според новата методологија ќе се пресметува според движењето на цените на светските бирзи и средниот курс на доларот, а во пресметката ќе бидат вклучени и трошоците на трговците за набавка, складирање и транспорт. Дополнително ќе се одреди и маржа за профит на трговците, но според регулаторите, заработувачката ќе мора да биде разумна. Слични цени како што испорачаа трговците завчера предвиде и председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, кој посочи дека движењата на цената на нафтата на светскиот пазар во изминатите 2 недели и курсот на доларот во однос на динарот укажуваат дека треба да има благо намалување на цената на бензините и благо зголемување на цената на дизел горивата. Тоа, како што кажа, ќе се случило и доколку се применила на сегашната методологија за определување на цените на нафтата и нафтините деривати. Новата методологија е во завршна фаза на изработка и само се чека новиот председател на државата Стево Пендаровски да ги потпише измените на Законот за енергетика, пошто Регулаторната комисија веднаш ќе одржи подготвителна и главна седница, на која ќе го усвои овој подзаконски акт. Бислимовски очекува тоа да се случи најдоцна до понеделник, пошто Регулаторната комисија секој понеделник ќе определува малопродажната цена на нафтата и нафтините деривати. Конечно ќе почне решавањето на проблемот со паркирањето во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Владата на седница ја усвои предлог одлуката за започнување постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство и изградба на двекатни гаражи. Тоа значи дека наскоро на Клинички ќе почне изградбата на претходно најавените катни гаражи. Како што соопшти владината пресслужба, целта на постапката за доделување на договор за јавно-приватно партнерство за изградба на двекатни гаражи во најголемиот клинички комплекс во Скопје е финансирање, дизајнирање, изградба на објектот, користење, управување и одржување на новиот објект, се со цел да се исполни целта на јавното приватно партнерство и давање на квалитетна услуга. Со овој модел на јавно-приватно партнерство, приватниот партнер ќе биде одговорен за финансирање на дизајнот, финансирањето на изградбата на градбата, целосно опремување, управувањето и одржувањето на двете нови катни гаражи, појаснуваат од владата.
Вкупно 167 деца, меѓу кои 18 бебиња се идентификувани на неколку пофреквентни крстосници во Скопје во изминатите 2 недели од страна на 6 мобилни тимови. Најчестите активности во кои децата се вклучени е улична работа, вклучително и продавање на мали предмети, чистење на стакла и питачење. Поголемиот дел од нив се без документи и не се вклучени во образовниот процес. Ова, како што соопшти Министерството за труд и социјална политика, се дел од податоците кои што зајакнатите мобилни тимови за постапување со деца на улица денеска ги презентираа. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска изјави дека единствен начин за да ги детектираме и да почнеме да ги решаваме проблемите со кои се соочуваат децата на улица е да работиме одблизу со нив и нивните семејства, да им овозможиме континуирана помош и поддршка. Токму затоа ги јакнеме мобилните тимови на Центарот за социјални работи, кои веќе почнаа со мапирањето на најфреквентните локации каде што има деца кои што питачат. Царовска додаде дека на полнолетните ќе им помогнат да најдат работа и ќе ги насочуваат да се вклучат во мерките за доквалификација и преквалификација кои ги нудат. Првичните наоди од теренските истражувања потврдуваат дека децата на улица често се жртви на повеќе негативни искуства, вклучувајќи физичко и психичко малтретирање и занемарување, и оти многу од овие деца го пропуштаат правото на образование, здравје и заштита. Почнувајќи од следната недела, теренските работници ќе ги посетат домовите на децата што ги идентификувале на улиците и ќе почнат да работат со семејствата. Проширувањето и зајакнувањето на мобилните тимови со стручен кадар е поддржано од УНИЦЕФ, а се спроведува преку Центарот за социјални работи Скопје во соработка со Црвен крст на град Скопје. Министерот за образование и наука Арбер Адеми апелира до родителите да ги вакцинираат децата по вчерашната одлука на владата за примање на документите за упис на првачиња, при што ќе бидат запишани само тие со потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Адеми најави дека ќе се следи состојбата и ако има потреба, покрај теренската вакцинација ќе се отворат и пунктови за вакцинирање во училиштата во интерес на јавното здравје, со оглед на прогласената епидемија на морбили. Имајќи предвид дека се соочуваме со епидемија и со сериозни околности, донесовме конкретни заклучоци дека училиштата мора да ги примаат пријавите за упис од страна на родителите за упис на нивните деца како првачиња во училиштата, но запишување ќе има исклучиво за деца за кои ќе се достави соодветна потврда дека ги примиле задолжителните вакцини. Се соочуваме со епидемија и во вакви околности навистина треба сериозен пристап од страна на сите институции, рече Адеми. Апелирам до сите родители да ги вакцинираат нивните деца и со ваквиот пристап да помогнат и да придонесат за јавното здравје, рече Адеми. Министерот Адеми додаде дека со Министерството за здравство ќе ја следат состојбата ако има потреба за теренска вакцинација, но и отворање пунктови во училиштата каде што ќе биде полесно и подостапно примањето вакцини. Се соочуваме со епидемија, ситуацијата е сериозна и потребен е сериозен пристап и примена на законските прописи, наведе Адеми.